sme odnovo zajedno i na ovoj način ja sunčico vas, hej! Dobro utro, Peo. Dobro utro. Na pazar, a? Da prodadam jedno tovarče drva, pa da zemam nekoja parička. Blaže tebe koga imaš magare, pa si nosiš drva na pazar. A ja skutriot. Da ima jedno magare na pazar ke go vode i drva štom ke prodadev, ja s doma ke go vodev. Dobro utro, Peo. Dobro utro. Na pazar, a? Na pazar, da prodam jedno tovarče drva, pa da si zemam nekoja parička. Blaže tebe koga imaš magare, pa si pečališ pari. A ja skutriot. Koji si ima magare, parike si ima, ja spak nemam magare, opi pari nemam. Nemam pari, nemam magare. Nemam magare, nemam pari. Imam pari, imam magare. Imam magare, imam pari. Така? Сега право в град, кај мојот пријател бегот Мустафа. Тој е добар човек и ќе ми позајми пари. Зарем еднаш ми позајмувал пари и друго што ми требало? Стари пријатели сме ние со него. Добар ден, Ефенди Асане. Ей, Асане! Фрлете го Асанова псана. Немој го Апсана, јас не иду до фалата. Ти бре, Асане, да знаем дека колку ќе те исплашем. Суртук Пео, ти ме разбуди, а? Јас. Ама ми исплаши. Исплаши, ба? А јас пак штубав сон сум сонувал. Се гледаше дека беше убав. 300 султански топа да пука, не ќе те разбудеа. А што сонуваш, а? Сонував, Кардаш Пео. Што сонуваш? Сонував, сум влегол кај бегот во собата. А таму, на трпезата, голема тепсија алва. Таа алва. Немаше никој во собата. Па си реков, само малку. Само една ронка да ставам на јазик, да засладам душа. Ама душа, Кардаш Пео, ненаситна. Па вели, ај уште малку, уште малку, и кога да видам, половина тепсија алва сум изел. И тогаш некој викна, Апсана, Апсана! Си реков, не виде бегот дека му изедов алвата, сиот се стресов.
A тоа си бил ти суртук, Пео, а? Ја, бе. Ми сплаши, ама ако? Па, кардаш Пео каде, а? Сакам да одам кај мојот пријател Бегот. Не може, Пео, бегот спие. Ама Не какво може. спиење, Асане, гледај пладне. Ако е пладне, бегот спие и не може како трупот да лагаш кај него и да му бараш нешто. Асане, ако ти се спие тебе, мислиш дека на сите им се спие? А дека ќе му барам на Бегот нешто, тоа е вистина. Ми помогна тој многу пати со пари, со жито, па и сега ќе ми помогне. А што ќе му бараш, а? Тоа нему ќе му го кажам. Ти само треба да ме пуштиш да влезам. Слушај, Пео, Да чујам. ќе те пуштам при Агата, ама први треба ние двајцата да направиме еден договор. Каков договор, Асане, кажувај брзо, ти не ми е времето за Слушај, кубелие. Ајде да слушај. чујам, ајде. Ваков договор. Е. Јас ќе те пуштам при Агата и она што и тој што? тебе ќе ти го даде, Е. ќе си го поделиме. Добро, Асане, добро, нека биде така. Дај ја сега раката. Она што ќе го добијам од Бегот, ќе го делиме, а? Половина тебе, половина мене. И со другиот свака се разбирам. Умен си ти, Асане, умен. Ама сега ќе го добиеш најубавиот дел. Добар ден, Пејо. Што добро те донесе кај мене? Ти си добар човек, Бего. Многу пати си ми услужувал, па... Само кажи, Пејо, ти си умен човек. Ретко среќавам тако бистар човек, па се ќе ти помогнам. Знаеш што, Бего? Дојдов кај тебе да ми удриш 20 стапа. Аман, Пејо, што слушам? Тоа што слушаш, Бего, тоа е мојата молба. Ама, Пејо, да не си се помрдал со умот нешто? Па како можеш да бараш такво нешто? Пријатели сме ние, Бего, или не? Ма се разбира, ние сме стари, добри пријатели, па токму затоа ми е жал да го сторам тоа. Стори го тоа, оти сме пријатели. Само прво викни го вратарот Асан. Ништо не разбирам. Асане! Асане! Ништо не разбирам, ама ќе ти направам по твоја волја. Ќе удирам полека, сосема полека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Доста, Бего, доста. 10 стана, нели така? 10, Пејо. 10 е половина од 20, нали? Така е, Пејо, тоа барем го разбирам. Бегу, другите 10, удри му ги на вратарот Асана. Сега пак ништо не разбирам. Ќе разбереш, Бегу, сега ќе разбереш. Да ти кажам, кога влегував кај тебе, Асан не сакаше да ме пушти. За да ме пушти ми рече да делиме се што ќе добијам од тебе. Немаше друго што да правам и се согласив. Па ете сега, дај му ги и нему 10 стапа. Аха, така ли било, бреитер, Пејо? Така. Така ли било? Така. Сега ќе му покажам јас на тој грабач. Легни тука, бре. Аман, Бего, прости. Море, легни тука, пезевен книеден. Само мислиш на тоа да грабнеш нешто. Легни! О! 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 Надвор, пезевен книеден. Ако е арно, друг пат пак така да правиш. Пејо, за оваа твоја памет, ти си ми уште поголем пријател. Такви луѓе сакам. Кажи сега што сакаш од мене. Сакам да ми позајмиш пари да си купам едно магаре. Па да носам дрва на пазарот, да земам некоја пара, да живеам честно. Такви чести луѓе сакам. Еве ти пари, купи едно магаре. Благодарам, Бегу, благодарам. Штом ќе спечалам, ќе ти ги вратам. Не треба да речеш два пати. Се што сум ти дал,
Все si vraćao česno. Со здравје, бегу, и многу благодарам. Со zdravlje i trpeo. Како што се договоривме, Азаме, така направивме, а? Така. Што ми даде бегот, си го поделивме. Може би ќе се скарахме при делбата, па затоа бегот ни ги раздели. Тебе 10, мене 10. Пео. Ето, а? Заре може да помислам дека такво нешто може да ми се случи? Проштева, Азаме, ама за се треба ум и честност. Ај, со здравје, па друг пат мисли малку повеќе. Кај си, магаре, да те купам сега. Еве, парички, десна рака стегам. Леле, што те купам, магаре, дома ќе ми те водам. Грло ќе те товарам, на пазар ќе јодам. Штом се враќам од пазар, леле, ќе знам што да правам. Ох, моје мило магаре, патем ќе ми те јавам. Кого го гледам? Трајко Вака. Добар ден, Чичко Трајко. Добар ден, Пео. Што бараш, брат Чичко Трајко? Еј, Пео, беја да си ја најдам град. Насу додам, Насу. ке ме судат. Еј, зарем тебе, сиромах Чичко Трајко, па ти и на мратка не газиш? А, без другото е некаква грешка. Море, каква грешка, Пео. Ме тужи Димче Ашијата. Димче, што бара тој од тебе, тој избеснат од пари и богатства? Што бара? Ти знаеш, во турбичкава јас само сувлеп си носам. А тоа вака стана. Лепчето ми стои во торбава. Ај, што убави јадења. Ама, кога немам пари, ќе си каснам така сулепче. Па и тоа, леп да е, ами тврд камен. Таква ти е нашата сиромашка судбина. Ке застанам тука до печеното јагне, па ќе си мирисам малку. И така лепчето ќе ми биде посладко. Еј, што е убаво ова е миризма од печеново јагне. Дедо Димо, благодарам за јагнето. Многу ми е сладко вака лепчето. Што зборуваш ти, бре, парталко? Благодарам за миризбата од јагнето. Тоа се пече, а јас си мирисам и си јадам лепче. Тие јадеш миризмата од моето печено јагне, а јас што ќе правам кога на муштерите ќе им принесам печено јагне, а без миризма? Зарем тоа јагне ќе биде тогаш? Ќе биде слама, а ти ми јадеш миризмата. Плати тука веднаш. Ама, што да платам, газда Димо? Миризмата од јагнето да ја платиш, разбра? А таа е така си излегува надвор. Јас ништо не сум ти зел, а пари немам ни грош. Немаш пари, а јадеш миризма од моето јагне. Ке те тужам на суд. Ке те тужам, парталко ни еден. Бадијалџија. На суд! Ете, така, брат Пео. И сега одам на суд. А судијата се знае, секојаш е на страната на богатите. И ќе пресуди да платам. Чичко Трајко, не биди така нажален. Еве, имам пари за магаре, ама не го купувам. Еве, ти ги давам. Земи ги. Ама и јас со тебе ќе дојдам на суд. Еј, Пео, златен Пео. Голема добрина ми направи. Ама, како јас ќе ти ги вратам парите? Па јас сум гол сиромав.
Не грижи се, Чичко Трајко. Уште денес ке ми ги вратиш парите. Да одиме насуд. И така, 3 дена не спијам, ни јадам мислејки на овој случај. Барајќи ја правината не го чувствував боцкањето на болвите, ниту штипкањето на комарците. Ја барав правината и уште не ја најдов. Носот е за мирисање и секој може да мириса се што сака. Миризмата не може да се затвори во тавче, в долап и на друго место. Да се пробива и секој ја мириса. А сепак, јагнето е на газда Димо. Тој го продава со се миризма. А сега, кажете, каде е правината? Како да пресудам? Ти си кадија. Учен човек, ти ќе пресудиш. Ке пресудиш како што е право. Та зарем јас сиромав човек, па... О, тешко мене. Учен сум, ама за ваквата работа мојата наука е мала. Кој ќе го пресуди ова? Кој ќе ја каже правината, ќе го ставам до мене да ми биде десна рака при судењето. Кадио, можем ли јас да ти помогнам? Мислам дека право ќе пресудам. Кажи, човеку, помогни ми. Чичко Трајко, имаш ли пари? Имам. Еве ги. Слушај ти, Кадио, и ти, газда Димо. Слушајте. Ги чувте ли, а? Го слушна ли звечењето, газда Димо? Го слушнав. За твојата миризма, земи си го звечењето. Така се плаќа миризмата. А овие пари ние ќе си ги прибереме. Ова е голема правина. Ова е правина. Да мислев уште 3 дена и 3 ноќи, може би јас вака ќе пресудам. Човеку, кој и да си, кога нешто не можам да пресудам, ќе те викнам да ми помогнеш. Јас сум ваков колеблив и не можам да пресудам само 7 дена во неделата. Инаку, во другите денови сум решителен, брз, строг и правичен. Ај, со здраје. Главниот суд ја важува изречената пресуда. Дојди и друг пат да јадеш од миризмата. Јас со стап ќе те пресудам. Ете, Чичко Трајко, хитроста и помага на правината, на вистината. Многу ти благодарам, брат Беа, многу. А сега, за овие парички одиме да си купиме едно магаре. Тука е магаре,